Малите општини против евроскептицизмот беше насловот на трибината која 2 дена се одржуваше во Крушево, а на која учествуваа 50 учесници од Македонија, Србија, Бугарија, Хрватска, Словенија, Романија, Унгарија и Португалија. Проектот го реализираше ЛАК Агролидер во соработка со општините Крушево и Кривогаштани. Главна цел на овој проект е да се отворат дебати и секој да може да си окаже своето мислење во однос на тоа дали е за или против Европската Унија. Проектот трае 19 месеци. Ова е веќе трета дебата која што се случува. Првата беше во Португалија, каде што имаше представници од општините од локалната самоуправа, потоа имаше дебата во Романија со представници на младинските организации. Ова трета дебата се случува тука во Крушево во Македонија. Од друга гледна страна, односно Македонија која што не е дел од Европска унија, или да можат македонските граѓани да се го кажат своето мислење. И наредната последна дебата ќе биде во Словенија. Дополнително треба да биде одбрана целта и насловот на таа дебата. Крајниот резултат на овој проект е да произлезе една заедничка стратегија, еден работен план кој што всушност ќе ги отсликува ставовите и мислењата на сите учесници и на сите земји кои што се или не се дел од Европска унија. Учесниците на оваа дебата кои доаѓаат од земите членки на ЕУ, како Хрватска и Словенија, потенцираа дека најголемиот бенефит што тие го имале при влезот во Европската унија било отворениот пазар, отворените граници, функционирањето на правната држава и големиот број бенефити кои што ги имали другите граѓани на Европската унија. Морам да кажам дека ЕУ донесе доста промени кои одат кон подобрување на реализацијата на одредени проекти. Што се однесува пак на правната држава, тоа е најважното нешто кое ние како Хрватска го добивме со влезот во ЕУ. Секако дека има и одредени проблеми. Според мене, најголем проблем е тоа што ние сами си дадовме некои прописи кои е тешко да се испочитуваат кога се реализираат тие ЕУ проекти. Најголемите грижи на нашето општество, а верувам и на вашето, е пред се спроведувањето на законите, и тоа е најважно за функционирањето на едно општество. И верувам дека по неколку години поминати во ЕУ, ситуацијата кај нас ќе биде иста како на Запад. Многу е добро да сте член на Европската унија, пред се поради големите ЕУ фондови, солидарноста помеѓу земјите, но исто така е убаво и за индивидуално ниво. За мене еве на пример, јас што туку го завршив факултетот, учев во Шкотска, универзитетот беше бесплатен, а ако не бевме членка на ЕУ, тоа ќе беше многу скапо. Јас немаше да можам да си го дозволам. Исто така имаме отворени граници, можеме слободно да патуваме, нема визи и слично. Според младите учесници на оваа трибина, евроскептицизмот го создавале политичарите, медиумите и недоволната информираност за тоа што всушност представува Унијата. Темата на овој проект, кој трае година и половина, е да се добие мислењето на граѓаните за ЕУ. Европската унија навистина финансира проекти наменети за тоа луѓето да го кажат своето мислење. Што тие мислат за ЕУ, што е добро, а што не е добро? Што тие мислат дека треба да се подобри? Целта е да се дознае што нашите граѓани мислат за Европската унија и зошто тоа го мислат. Некои мислат добро, а некои не мислат добро за ЕУ. Затоа имавме за цел да дознаеме кои се причините за лошото мислење за ЕУ, а излезе дека тоа беше недостатокот на знаење за Европската унија, што таа работи и каков е тој систем, што доведува до доза на скептицизам. Ние сме под влијание на медиумите, политичарите и други работи кои ги гледаме од околината, така што сето тоа доведува до една голема недоверба. Но сепак влезот во Европската унија за новите членки ја донесе и миграцијата на младите. Огромен број на млади луѓе со влезот во Европа, од Бугарија, Романија и Хрватска, се иселија од родните огништа. Причина е нискиот стандард во нивните земји и отворената можност сега да заминат каде сакаат. Но дел од младите не гледаат проблем во тоа. Морам да кажам дека има голема миграција на младите, бидејќи платите кај нас не се толку високи како во другиот дел на Европската унија, а младите луѓе се нестрпливи и поголемиот дел заминаа надвор од Хрватска. Но морам да кажам дека со овие фондови платите веќе почнуваат да се покачуваат и во градежништвото и во другите сектори, и дел од луѓето кои заминаа пред неколку години почнаа да се враќаат. На иселувањето на младите се гледа негативно, но за нас младите тоа и не е така негативно. Како на млад човек, мене тоа би ми било предност да можам да одам во една друга земја, каде ме чека некоја подобра иднина или сакам да пробам нешто друго.
Мислам дека денеска е нормално да се иселуваат луѓето, како што на пример нашите млади заминуваат во странски земји, можно е други млади од други држави да се доселат кај нас. Тоа е до нашиот систем, дали ги привлекува луѓето, а не на Европската унија. Не е ЕУ крива за тоа ако ние имаме проблем со иселувањето. Младите од Србија како држава која што е во предпристапен процес за влез во Европската унија, велат дека кај нив граѓаните биле поделени околу тоа дали и колку е добро да си член на ЕУ. Суштини, наравно да сме ми... Ние сме земја која што е во предпристапен процес за влез во Европската унија. Можеби луѓето се прашуваат кога ќе влеземе во ЕУ. Нови Сад е Европска престолнина на културата за 2021 година. Исто е и со општината Сремски Карловци. Ние добивме легитимитет на европско граѓанство. Само е прашање на време кога можеме да ги користиме сите бенефити како граѓаните на ЕУ. Евроскептицизмот го има во одредени мери, затоа што секогаш има луѓе кои се за или против. Ја имаме таа слободен избор. Поголемиот дел од младите се за, затоа што ја гледаат шансата за решавање на проблемот на невработеноста и гледаат можност за студирање и се она што може да го имаат како корист ако бидат граѓани на Европската унија. За мислењето на постарите граѓани на Србија не би коментирал, треба нив да ги прашате. Градоначалникот на Крушево, како домаќин, истакна дека тие имале позитивно искуство во искористувањето на ЕУ фондовите, а ќе продолжили и понатаму со вакви апликации за проекти, кои што го подобрувале квалитетот на животот и во градот и во населените места. Ние сме прва општина која го доби грантот од 500.000 евра и започнавме со нејзина имплементација. Започнавме комплетна реконструкција на спортската сала на Гумење, исто така со пари од Европската унија и веќе започнавме со изградба и комплетна реконструкција на горната училишна зграда преку ИПА фондовите, но исто така добивме средства од 270.000 евра за имплементација на оние важни, многу важни основни работи кои задира до основните човечки потреби во населените места, како што е изградба на резервар за питка вода во село Борино, прва фаза канализација во село Норово и крак од 2,5 километри во село Саждево за питка вода. Оваа трибина заврши со символично гласање, дали сте за или против влезот во Европската унија.